Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во нашата училница по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето. Денеска ќе се запознаеме со компјутерските вируси, односно ќе се запознаеме со поимот вирус и антивирусна програма. Вируси. Дали сте слушнале за вируси? Сигурно сте слушнале сите за вируси и знаеме што се тоа. Тоа се многу мали живи организми кои без знаење на човекот влегуваат во неговото тело. Ја превземаат контролата врз работата на клетките, а со тоа врз здравјето на одредени органи. Се размножуваат и се пренесуваат од орган на орган и од човек на човек. Многу слични, а сепак и многу различни со овие вируси се компјутерските вируси. Компјутерските вируси се штетни и непожелни програми кои без знаење и желба на корисникот влегуваат во неговиот компјутер. Видови на штетни компјутерски програми. Според начинот на кој што се пренесуваат и прават штета, штетните компјутерски програми можат да бидат вируси, црви, тројански коњи и шпиони. Иако имаат различни имиња, најчесто луѓето сите ги нарекуваат вируси. Сигурна сум дека секој од вас имал проблеми со својот компјутер, односно дека сигурно бил нападнат некој од овие веќе споменати вируси, црви, тројански коњи или шпиони, и сега ќе се обидеме да се запознаеме со секој од нив и која е штетата што тие ни ја предизвикуваат на нашите компјутери. Вируси. Програмата вирус се пренесува со прикачување на файл домаќин и започнува да делува кога корисникот ќе го отвори или користи тој файл. Вирусите се самокопираат, се прикачуваат за други фајлови и на тој начин се шират и пренесуваат низ компјутерот. Вирусите најчесто се пренесуваат при размена на податоци од CD, DVD или USB од еден на друг компјутер. Црви. Црвите, односно worms, се програми кои како и вирусите се само копираат и шират. Но за да се стартуваат и делуваат, не им е потребен файл домаќин во кој ќе влезат. Тие не се прикачуваат за постоечки фајлови, туку само се стартуваат, а често и самите копираат фајлови во кои што се кријат и преку кои се шират низ компјутерските и интернет мрежите. Следен вирус е тројанскиот коњ или тројански коњи, тројани. Програмата Тројански коњ е замаскирана. Корисникот често мисли дека на интернет симнува некоја бесплатна песна или пак заштитник на екран, скринсейвер, или стартува интересна програма, а со тоа всушност го пушта тројанот во својот компјутер, каде тој може да го започне своето штетно делување. И не преостанаа уште шпиони. Шпионите се програми кои кога ќе се најдат на нечи компјутер, започнуваат со снимање на работата на неговиот корисник. Односно, тој од нас ќе ги скопира сите веб страни кои што сме ги посетиле, до податоците кои што ги внесуваме, например, бројот на платежните картички, информации за луѓето со кои што комуницираме и слично. И сега би се запрашале, покрај сите овие вируси кои што ги напаѓаат нашите компјутери и со кои што имаме проблеми секојдневно, дали има решение? Има, ученици, решение. Решението се антивирусните програми. Антивирусните програми се програми кои ја проверуваат заразеноста на компјутерските фајлови со вируси и го штитат компјутерот од заразување со нови вируси. Антивирусните програми се купуваат на начин како и сите останати компјутерски програми, а некои од нив се бесплатни. Познати антивирусни програми се AVG,
Norton антивирус, McAfee, Panda, Kaspersky и многу други антивирусни програми кои што ученици задолжително треба да ги имаме некој од овие инсталирано на нашите компјутери кои што навистина ќе не штитат од сите претходно кажани вируси кои што може да го нападнат нашиот компјутер. И најважно од се, секогаш на твојот компјутер нека биде инсталирана и активна најновата верзија на антивирусна програма. Зошто? Бидејќи сите оние кои што ги создаваат вирусите, постојано имаат некои нови додатоци кои што старите антивирусни програми не можат да ги пронајдат и повторно вирусот може да навлезе во нашиот компјутер. Но сепак за нас најважно што е? Да знаеме дека и креирањето на компјутерски штетни програми, наречени вируси, и нивното ширење е незаконско и се казнува. Ви благодарам на присуството на овој час и се гледаме на следниот час.